Почитувани медиуми, почитувани граѓани, и покрај сите лаги, притисоци, местенки и секако полнење на кутии, на сите им е јасно дека народот на Република Македонија, суверенот на Република Македонија, покажа исклучително демократска и патриотска свест. Власта е целосно разголена, во својата немоќ вчера посегна по она што е најпозната. Криминалот, и тоа повторно, во изборни цели. Почитувани, вчера се поднесени кривични пријави според членот 160 од Кривичниот законник, што се однесуваат на повреда на слободата на определување на избирачите, заради загрозување на изборниот процес и полнење на кутии. Денеска до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција ќе биде поднесена и кривична пријава за масовно полнење на избирачките кутии од страна на некои избирачки одбори во избирачки места во Струга, Сарај и во други делови на Македонија. Според податоците, според доказите, во работата на овие изборни одбори, во определен дел од изборниот ден биле потребни во просек 14 секунди за да се оствари избирачко право на еден гласач. По-конкретно, станува збор за сомнеж за изборна кражба во избирачките места под броеви 2447, 2447/1, 2448, 2460/1 во општина Сарај. Понатаму во Струга на избирачко место 1905, 1907, 1907/1, 1909, 1895 и 1883/1, каде насилно се отстранети и наблюдувачите. Наблюдувачи насилно се отстрануваа и во Пласница. Во Љуботен и во Бутел е констатирана појава на масовно гласање за други лица. И затоа, заради сето ова, е потребно да се направи и графолошко вештачење на изборниот материјал, да се споредат резултатите, а потоа јавното обвинителство за организиран криминал да спроведе колективна истрага за вакво масовно однесување. Потенцијалните сторители треба да бидат казнети согласно строгите законски мерки со кои се предвидуваат и затворски казни. Почитувани, кривичната пријава се поднесува до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, бидејќи крајно време е да се откријат и извршителите, но и нарачателите на ваквото вандалско сквернавање на изборниот процес. Тоа значи дека се очекува да одговараат и сторителите, но и оние кои што ги нарачале полнењето на кутиите. Доколку нема казни, во прашање се доведуваат изборните процеси во иднина. Почитувани, со својата немоќ, СДСМ вчера во време на изборниот молк, како што и информиравме, спроведуваше и очени обиди, наводно во име на ВМРО ДПМНЕ, да ја праќа пораки и да се јавуваат до членството на ВМРО ДПМНЕ, се со цел да ги измамат да излезат на гласање. Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи мора да отворат сериозна истрага и да ги утврдат собствениците на телефонските броеви од кои се агитираше, се упатуваа закани и се кршеше изборниот молк. Ваквото однесување и масовното кршење на изборниот закон досега не е регистрирано. Освен лицата кои ги вршеа овие кривични дела, мора да биде откриен и нарачателот и истиот да одговара пред органите на правдата. Ке дојде време да одговараат за малтретирањето на народот, ке дојде време и да се одговори како тоа приватни телефонски броеви на граѓани се најдоа во рацете на штабот на власта и на СДСМ, ке одговараат и за тоа што локални шерифи на СДСМ, директори и градоначалници посетуваат домови и на сила и под закана и уцена тераа на гласање спротивно од волјата на граѓаните. Ке одговараат и за наполнетите кутии, каде пробавте да ја фалсификувате волјата на народот, и како на некои места каде минатите избори имаше 45% на излезност, сега се дојде до фантастични 95%. Народот, почитувани, не го скршија. Ниту уцените, ниту бруталните закани, ниту лагите, ниту малтретирањата. Народот покажа дека не се плаши. Ви благодарам.